Дома, есть дома. Година и пол семејството на Вера Рашковскаја е разделено. Трите сестри, Вера, Надја и Љубов, избега од земјата со своите керки, внуки, внуци, додека нивните браки и синови останаа дома во Одеса. Тие живеат во она што некогаш беше училиште за деца со аутизам во молдавскиот главен град Кинишев. Вера вели дека изливот на поддршка е огромно и буквално и го спасил животот. Жала с воспалением с двухсторонних. Бесплатно. Бев во болница со пневмонија. Се беше бесплатно, не платив ништо. Сакав да им подарам чоколада, но медицинските сестри одбија. Незината внука Амина вели дека е среќна. И незината ќерка Марина вели дека повремено гледа други украински лица. Но им недостига домот. Очень больно, я честно говорю, очень больно. Тяжело вот это все видеть. Тоа е многу болно. Живеев таму толку многу години. Не работев повеќе, само живеев. И сега на мои години морам да бегам. Но ние сме среќни што луѓето не пречекаат толку топло овде. Овде запознавме многу добри луѓе, како да се наши роднини. Како и семејството Расковскаја, повеќе од 1,5 милион украинци побараа за солниште од војната во соседна Молдавија. Министерот за внатрешни работи Адриан Ефрос го водеше Центарот за управување со кризи во Молдавија во февруари 2022, кога Русија ја нападна Украина. When the war started, nobody was prepared. Кога започна војната, никој не беше подготвен да се соочи со овој голем прилив на бегалци. Проблемот не беше само да ги пуштиме, туку и да направиме засолниште. Им треба храна и сместување. Додека бројот на бегалци кои влегуваат во Молдавија е забавен од почетокот на војната, Ефрос вели дека околу 100.000 украински бегалци се уште живеат во земјата. Тоа е, речиси, 5% од севкупното население на Молдавија. So the demand is still very high. Побарувачката е се уште многу висока. Движењето на бегалците е кон европските земји и назад. Десетици бегалски центри се појавија низ Молдавија, бидејќи една од најсиромашните нации во Европа го абсорбира она што останува најголемата украинска бегалска популација на континентот по глава на жител. Овој центар порано беше молдавско филмско студио. И непрофитната организација Молдавија за мир се уште го користи центарот за да им ги дели основните работи на украинците. Тудор Арнаут е еден од членовите на хуманитарната организација. So now people started to think that we don't have refugees in Moldova already. Сега луѓето почнуваат да мислат дека веќе немаме бегалци во Молдавија, но ова е мит. Украинските бегалци веќе се интегрирани во општеството, имаат работа, живеалишта, па затоа е тешко да се види група бегалци. Тој вели дека овој магазин бил особено неопходен минатата зима за децата на кои им била потребна топла облека што им одговара. Но додека се подготвува за оваа зима, тој се грижи дека можеби нема да може да ги чува складиштата како овој. Тоа е повик за помош што американскиот амбасадор во Молдавија, Кент Локстон, вели дека меѓународната заедница не смее да го занемари додека одминуваат неделите и месеците. We are absolutely committed to help. Поставени сме да ја помогнеме на Молдавија да направи се што е можно за да се грижи за бегалците овде. Мислам дека дадовме околу $123 милиони за поддршка на бегалците тука во Молдавија. Жените и децата во Центарот за аутизам велат дека сакаат да се вратат во Украина кога ќе заврши војната. Така што повеќе нема да им треба великодушната помош од Молдавија. Но крај на руско-украинскиот конфликт се чини неверојатно во скоро време.